Утро, колеги, екипата на Македонија наутро се наоѓа во Музеот на Македонија. Поводот за нашето денешно гостување тука е промоцијата на публикацијата Кузман Јосифовски Питу, животна приказна, од авторот магистер Здравко Стојковски, која ќе биде промовирана денеска со почеток во 12 часот овде во Музеот на Македонија. Господине Здравко, добро утро и добро дојдовте во Македонија наутро. Најнапред честитки за вашата публикација. Која е животната приказна на Кузман Јосифовски Питу и од каде инспирацијата за да ја подготвите оваа публикација? Добро утро, поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Можеме и да покажеме публикацијата како изгледа. Животната приказна на Питу е значајна, интересна и доста поучна. Значајна е затоа што се работи за еден од најзначајните личности по новата македонска историја, еден од главните организатори, раководители, идеолози на народно-ослободителната борба на Македонија во текот на Втората светска војна, кога Македонија се ослободи и кога македонските борци и партизани ослободија земјата и ја формираја современата Македонска република. Интересна е затоа што неговиот бурен и краткотраен живот е доста динамичен, многу интересен, инспиративен и тој на тој начин е подобен за една музејска презентација од овој вид. И што е најважно, е доста поучна, бидејќи животниот пат на Питу, неговите дела, неговите лични вредностни карактеристики се навистина нешто вредно кое што особено младите, новите генерации можат доста да научат. Така, кажете ми кои извори ги користевте при подготовката на публикацијата и колку време ја подготвувавте? Во однос на изворите, во наративниот дел се користени главно материјали и текстови кои што и претходно биле објавени, пишувани за ликот и делото на Питу. Во однос со тоа што гледавме да биде, значи, посовремено да ја дадеме една нова свежина на публикацијата, во однос на визуелниот дел. Значи, главно се користени материјали, фотографии, документи кои што се тука од нашиот музеј, од нашата колекција, но исто така во еден дел се користени материјали и од други наши институции и ја користам приликата да споменам дека во текот на истражувањето за овој проект работевме во Архивот на Македонија, во архивското одделение во Прилеп, потоа во Заводот и музеј во Прилеп и во Меморијалниот музеј посветен на Кузман Јосифовски Питу во овој град. Така да еве добра прилика, значи, да им се заблагодарам на колегите од овие институции за нивната отвореност и поддршката во овој при изработката на проектот. Инаку морам да споменам дека го работиме овој проект веќе втора година и тоа е во рамките на годишната програма на Министерството за култура. Годинава исто така е дел од годишната програма на нашиот музеј за работа во текот на 2025 година, така да промоцијата која што денес ја правиме е практично за окружување на првата фаза од овој проект, онај истражувачкиот дел и објавувањето на публикацијата, додека во текот на годината планираме уште еден настан поврзан со овој проект, а тоа е подготвување на една пригодна изложба во чест на Кузман, кој што исто произлегува од материјалот кој што го работевме. Господине Здравко, вчера се одбележа светскиот ден на музеите. Кажете ми колку е важен овој ден за музеите во Македонија и дали е потребна поголема промоција на нашите музеи во државата? Секако, денот е важен. Јас им го честитам на музејските работници денот и ни е потребна поголема промоција, бидејќи музеите се практично огледала на една држава и на едно општество. За жал морам да споменам дека нашите музеи не се во баш најдобра состојба. Конкретно ќе споменам за нашиот музеј на кој што веќе подолго време му треба една реновирање, осовременување, реосмислување на неговото работење и неговите поставки. Така да ќе се послужам со мотото на годинашната манифестација за Денот на музеите, иднината на музеите во заедниците кои што брзо се менуваат. Во денешно време, значи, музеите не се само оние традиционални чувари или презентери на културното наследство. Тие се и многу повеќе од тоа, можат да бидат во функција на економскиот развој, во функција на новите иновации, на нови технологии, да помогнат во
изградбата на едно поодржливо општество, поинклузивно општество, соработуваат со науката, со образованието, така да во новите околности значењето на музеите само добива поголемо значење. Нивното место е уште поголемо, со тоа што уште поголема и нивната одговорност секако во тој контекст, и за тоа им е потребна и поголема промоција, но и поголема видливост. И за крај на нашиот разговор да упатиме на покана до сите граѓани кои што се во можност денеска да присуствуваат на вашата промоција. Секако, да. Сите граѓани, сите гледачи кои што не гледаат, слободно можат да дојдат и да присуствуваат, односно да бидат дел од настанот кој што денес го правиме тука во Музеот на Македонија. Така, 12 часот е времето кога ќе се одржи промоцијата на вашата публикација. Господин Здравко, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Македонија наутро. Ви посакуваме многу успешен настан. Разговаравме со господин Здравко Стојковски, чија публикација денеска ќе биде промовирана во Музеот на Македонија. Благодариме.